Мама е млада во дух, мама е борец, мама е човек кој што секогаш сака да помогне и секогаш пружа љубов. Јас сум Снежана Жајдала, самохрана мајка, мајка на Изабела Жајдала, 19 години, студент, и Стефан Жајдала, 16 години, ученик во средното, петите училишта. Јас сакав да бидам независна личност, да работам, ги подигнав дечињата, тие порасна и во моментот кога веќе сакав да се реализирам себе си, да бидам вработена, најдов на отпор од другата страна. Не сакам тоа што јас го доживеав и преживеав, не сакам да го преживее никој, а најмалку моите деца. Бидејќи тие не се заслужени за ништо од сето тоа, тие треба да бидат срекни. Мислам дека и треба ваква трансформација за конечно да се види себе си во светлото во кое што јас ја гледам цело време, дека е приубава, дека иако има 43 години изгледа како да има 32. Така да мислам дека конечно ќе биде задоволна да се види себе си во огледало онака како што сака да се види. Приказната на Снежана најде на голема поддршка и голем број пристигнати пораки од жени кои се наоѓаат во слична или иста ситуација. Тие во нејзината приказна препознаа храброст, но и поддршка во засврстување на сопствените одлуки. Денеска ќе ја погледнеме трансформацијата на Снежана. Останете до крај. Освен пристигнатите пораки на поддршка, пристигнаа и понудите за подароци кои нашите пријатели сметаа дека можат да внесат малку безгрижност во животот на Снежана. Првите кои се огласија, а сакајки да помогнат, се ЈК Травел. Здраво! Здраво! Јас пристигнав, ми рекоа дека имате нешто за нашите учесници. Секако. Повторно ние чести и задоволстваме или да изненадиме уште еден учесник од вашата емисија. Имаме за госпоѓата Снежана, ни кажа дека нели така е името, едно патување за ова лето, за престајната, значи сезона 2019 од нашиот собствен закуп, собичка, за да може да заедно со семејството еден одмор да истераат и да виде нели све како што треба, да изненадиме, израдуваме. Јас слушнавме нејзината приказна, ете и вие веќе се видовте со неа и се надевам дека ќе биде задоволна и ќе се релаксираат барем летово. Сигурно, ви благодарам многу и ќе ви пренесам печатоци од кога ќе го дадеме. Благодарам. Тоа, а вие после ќе ми испратите фотографии од таму од летување. Нема проблем. Може? Може. Договорен. Нема нешто. Значи ваучерот е земен, а Снежана веќе се наоѓа во фризерскиот салон, како што и самата рече, се барам новата јас. Снеже има преубава силна коса, моментално низи е исправена, меѓутоа природната е виткана, кадрава. И ние што би сакале сега во моментот да направиме, прво оди пострижување, шишање, нешто како лонг боб, долг боб, со благ степен и потоа да направиме прамени како од светлини од сонцето. Дали може да го направиме тоа? Може? Може. Добро. Да, не за оваа висина најубаво ќе стои, зашто... Често да додам дома и вика нешто ми е чудно. Поинтензивното нијансирање во предниот дел, кај Снежана треба да го предизвика токму тој така наречен уау ефект. Ке биде ли така, останува да видиме.
И додека Снежана, а и ние сме во исчекување на новата фризура, време е да ги направам сите потребни активности во однос на набавка на гардероба. А во тоа ќе ми помогне фраерот од Пелени Мартин Трпчевски. Епа, ајде и официјално добре ни дојде. Ајде, добро ве најдов, здравачко камера. Здраво. Здравачко камера. Мартин, можеме да почнеме да... Ајде да се прошетаме малку. Да. Значи, тебе те знаеме, секогаш кога си работел емисија или било што, секогаш тоа ти се додава на името. Типот беше Мартин втората смена, Така. Мартин 99, па Така. беше Мартин вчерашни. Така. И тоа Мартин фраер од Пелени, тоа си го носиш континуирано. Знаеш што е чудно, што на времето кога бев многу мал, ме викаа Николче, никој не ме викаше Мартин. Ради втората смена, сите мислеа дека се викам Николче, па нели после у големи и мали, значи неретко кога нели точно знаат како се викам и онда најдовме нека универзална скратеница 99. И сега сите ме знаат како Мартин 99. И тоа не мрдаме од таму. Што и потом пак останува Мартин 99. 99 е у суштина кратен код еден парфем. Да, тоа беа нели Bio 99. Твари ти си Мартин женски парфем, ако Да, Мартин све за жените. Ова го поврзувам Да. заради тоа што кога му се јавивме на Мартин да го прашаме каде, ми рече еве пијам кафе. И Така. очекуваш ќе каже во тој кафич и рече пијам кафе во парфимерија. Единствен човек кој пие кафе во парфимерија. Така, да, тоа се мои на жена ми многу драги пријателки и ајде пошто се немавме видено, ајде едно кафенце на врзина додека чекаш, да не чекаш на ладно. Еден од настаните кој што беше и причина нели за да бидеш дел од нашата емисија, покрај се остана, тоа е Така. всушност еден настан кој што беше посветен да стоп за Насилството врз жените. жените. Ја направивме токму на улица Македонија, направивме 3 огромни платна кои што секој минувач можеше да дојде да наслика нешто, да остави отпечаток од рака, стоп насилство на жената, изработивме беџови, значи едноставно сакавме малку да го подигнеме мислењето и свеста кај луѓето дека сепак во Македонија постои организација која што се грижи за жените кои што се малтретирани. Сега зборувавме нели за насилството врз жената, меѓутоа малце се зборува за насилство врз мажите. Постои такво нешто или не постои? Да, постои. Која е таа психичка смрт која доживуваат физички генерално? Тоа постои, тоа постои, меѓутоа тоа не се смета како насилство, него тоа се смета како секојдневие. Мислиш како да идеш на работа, нели? Да го малтретираш. Да, што ќе правиме? Што ќе правиме од сега? Ќе го малтретираме мажот. Ало, кај си? Што правиш? Зашто? Што правиш тата? А кој избори таму позади? Не, мислам се шалам. Да, постои насилство врз мажите, меѓутоа е незабележливо. Обично мажите го доживуваат не како насилство, туку малтретирање кога ги тераме да идат низ дуќани. Па дали ова ми се допаѓа, дали ова ми се допаѓа. Не, види, со ова што ги измислија шопинг центрите, мислам дека е одлично за нас мажите. Значи ние можеме да седиме да пиеме кафе, вие шетајте. Ама ако те терам да дојдеш со мене, односно те тера поубавата положа, нели, ај дојди да видиш како е. секогаш можеш да бидеш блокиран од здравствени причини, нели? Ме боли глава, ме боли нога, кичмата се фатив, кашлам, немој. Да, обично избегавам тоа, знаеш, да го работам или па идам и А успут. мрчиш или не? Жено, мрчам ли бе, жено? Не мрчам. Пошто јас сега морам да идам у шопинг да земам работи за жената. Не, слушај, ќе те оставам Чекај, да кичмата ме работиш. боли, чекај, кичмата ме боли, да. Не Не ме боли, ќе работам, ќе работам. Нека работи, а ја ќе си влезам да си земам работи, може? Дај лопатата. Ќе влезам вам. Дај лопатата. Дај лопатата, нека сработи нешто. Све само да не идам у шопинг. Ајде после ќе дојдеш со мене. Абе имам ја искуство, бе, види. Тука треба да ги најдам капчиња, ракавички и такви работи. Да береме, значи, ударок за снежка и да ги земам хулахупките кои што ми ги одобри Викторија. Значи, тие беа мат, не се сјај. Има срекна звезда, добар глас го бие. Секоја ноќ ке него нова жртва спие. Си има тој профи деформација, тој крши срца како за анимација. Со муабет ги купува со 2-3 збора, а за љубоморни дечки тоа е нок на мора. Збора дека опасно глуми и на најупорната памети и сврти. Ај билото ќе го земам. Ај билото нека биде. Се да одиме, да не чекаме. Па им плаќа букет со ружи со надеж дека некогаш пак ќе ги дружи.
Да, вие сте за носење кеси, па. Ние сме тие за мртвење. Добро, се снегот, па. Ајде. Здраво. Халинче некој за мене да не има, да не се наоѓа. Халинче, вака нешто мене широко ми треба. Да му стои. Така, широко. И уште кеси ке треба да мртвење. Имаме партнер сега за поддршка за носење кеси, Мартин, така. Јас сум тука, товари. Лесно те товарат, ајде. Одлично. Дајте му уште нешто, нешто. Не, доста е. Ѓубре да го има да ги испробам. Сега ќе го подпишам јас. Не, можев и ја. Ке само да пробам уште нешто у гардероба, чекај ме. Имам така, да. Ајде, одиме. Ајде. Готово. Чекај да затворам. Видиш, брзи без. Ајде. Ликот на измачен маж. Оф. Добро, Абе добро се, види. Но основата е дека секоја жена носи нешто убаво во неизе, значи ја живеам со тоа мото. Секоја жена носи нешто убаво во неизе. Ти треба да си доволно голем маж да го проведеш тоа. Не знам дали ме свати, ама Те сватив комплетно. Да. Се свативме, добро. Да. Доле ни е колата и можеме да влизаме во кола. Добро. На Харици си легнува кожиголо и таков се буди. И тоа ги прави жените по него да се луди. Но повеќе ги одби, повеќе го сака. Јосто како куќенца, му се враќа. И сега е време да ја изненадиме Снежана. Добар ден. Чекај. Добричка, да. Браво. Јас сум Мартин Снежа. Драго ми е. Мене ми припадна на огромна чест, значи да ти доделам ваучер за бесплатно летување за тебе и твоето семејство. Благодарам многу. И мене ми е уште подраго. Да се усликаме? Да. Чекај. Може? Имаме По рекламите ке гледате. Значи факт е дека Снежана на летување ќе оди со нова фризура, ама и со нови заби. Затоа и отидовме во ординацијата кај доктор Ксенија. Значи од тука директно одиме кај новата Снежана. Добар ден. Да ти посакаме повторно добре дојде во нашата ординација, повели Снеже. Да видиме што е она што сте сработиле со доктор Емилија последниве денови. Морам да ја пофалам Снеже дека беше прекрасна пациентка. Значи, конечно стигнавме до нашиот дел, стоматолошкиот, во делот на трансформацијата на Снежана. Се надевам дека си задоволна од ова што го постигнавме. Јас искрено, лично сум презадоволна од резултатите што ги постигнавме. Останува да слушнам како си задоволна ти. Задоволството е мое во секој случај. Призадоволна сум. Повели. Благодарност до доктор Ксенија, до вас, докторка, до целиот тим. Во секој случај не можам да се препознам, навистина преубаво. И естетски, и функционално. Ви благодарам. Ти благодараме и ние тебе. Завршните моменти се во салонот за убавина. Тука на Снежана ќе ги направат неопходните анти-ејджинг третмани.
кои ќе направат нејзиното лице да заблеска. Бидејќи претходно ја припремивме кожата и изчистивме, со тоа што веќе е подготвена за понатамошниот третман, одлучив за незината кожа да длабоко да ја подхраниме со опера маска. Инаку опера маската се аплицира на сите видови на кожа, зависно од принципот на кој е потребен. Што е пожелно, се користи кај акнозна кожа, се користи кај хиперсензитивна кожа за хиперпигментација на кожата, лифтинг, подхранување, длабока хидратација. Процедурата е 20 минути. Со тоа што се нагодува самата светлина, во кинеза пуштивме за длабоко хидратирање и активирање на самиот колаген и прави длабок лифтинг на кожата. Ќе го направат и маникирот, бидејќи активностите на сегашното работно место и како ги оштетиле ноктите на Снежана. Возењето велосипедка и Снежана направило целулитот комплетно да исчезне, што значи дека нема потреба од антицелулитни масажи, ама пак затоа добро ќе дојде за една нијанса потемен тен. Во меѓувреме од Шеврон ни пристигнаа чевлите, изработени по нарачка и сугестија на нашата стилистка Бурсај. Благодарам. Да видам сега дали е тоа што го порачавме. По сугестија на стилистка. Да. Тоа е тоа. Ете ги. Какви ќе си ги порачаш, такви ќе ти дојдат. Тоа е тоа. Сега да ги однесам на Снежка и да ја изненадам. А ги добивме и подароците од нашите пријатели. Сега останува шминкање, облекување и новата Снежана. Знаеш така ми да те гушно може да си пријавам. Колко си извадила? Пријавала си живо. Нова мајка имаш? Подмладен уште 10 години, онака. Рече, тоа беше твоја Сега желба. вака изгледам како сестри да спи. Нека пресудат гледачите да видиме дали се како се. Значи, вака имаме од нашите соработници кој чисти по дома. Мама чисти. Добро, повели. Ова е. Овде имаме еден ваучер од Pleasure, значи да се искористиш она кое што не успеавме да го направиме ние. Повели. Еве тука имаме од Сара Фишен, ова можеш и ти. И овдека имаме да се заблажите сите по дома. Благодарам. Сега јас треба да се одјавам и ќе кажам вака. Кога ќе не идете на вратата каде пишува шанса, немојте да чукате. Едноставно искршете, влезете и представете се. Во превод, пријавете се за учество во емисијата VIP на еден ден. Нашите соработници се тука да ви направат еден вистински ден за паметење, меѓутоа и да ви изненадат многу повеќе отколку што очекувате. Затоа ќе се свртам и ќе кажам дека ова не е се што имаме за вас. Одиме во кола, имаме уште едно изненадување. Пакуј се! Ајде! Нема да појдеме. Ке идеме некаде. Во канцеларија.
Леле, колку си убава, колку си прекрасна, браво. Да те гушнам, браво. Сонце, имаме едно прекрасно изненадување за тебе. За мене. За тебе, да. С оглед на тоа што наша прва гранка е ортодонција, одлучивме гратис изненадување да ти ставиме фиксни протези од нас. Фала ви. Повели да те разгледам. Дали предпоставуваше? Не, дефинитивно не. Фала многу. Да. Зашто Снеже го заслужува најдоброто. Повели. Солнечен? И овде ќе ја завршиме оваа прекрасна емисија со констатација дека забарите, односно стоматолозите, освен тоа што се грижат за насмевката на нашите лица, дефинитивно ова е случај кој покажува дека тие се грижат и за топлината на нашите срца. Се гледаме во следното издание на ВИП на еден ден. Многу дни пребродивме ние, како чуд на немирно море. Насмеј се на ветров што бие, љуби ме и главата горе. Насмеј се на ветров што бие, љуби ме и главата горе. Споминав прекрасно. Голема благодарност за целиот тим, до целата екипа. Благодарам за новата јас. Izgraj mi zlato-žolto sonce, sokri me v nekoj skrijen grad. Vrati mi ludo mlade snagi, bakni me kako za prv put. Vrati